Добро дојдовте во урбаните вести. Екипите на град Скопје и на јавното предпријатие улици и патишта ја асфалтираат ролерско-велосипедската патека на кеот на реката Вардар во Горно Лисиче, на путегот од големиот парк на булеварот Февруарски поход до железниот мост во Горно Лисиче од десната страна. Оваа ролерско-велосипедска патека е формирана во должина од 2000 метри, со ширина од 4 метри. На терен е направен ископ, нанесен е тампонски слој и рабници, а потоа и нов асфалтен слој. Со ова информација започнува првото издание на Урбаните вести, а во продолжение погледнете што подготвивме за вас. Се продолжува мандатот на градоначалниците. Бесплатни обуки за предприемништво за млади до 29 години. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги подготвува нова стратегија за аудиовизуелната медиумска област. Соработилница и базар одбележан 15 мај, светскиот ден на семејството. Бензините поевтинуваат за 3, а дизелите за 2 динара. Да се подигне свеста за бракот и семејството и да се поттикнат младите да размислуваат за приоритетите, односно стапување во брак и основање семејство, има за цел одбележувањето на 15 мај, светскиот ден на семејството. Истражувањата на Институтот за семејни студии покажуваат дека многу од младите не сакаат да си ја жртвуваат кариерата за брак или пак на тоа гледаат само како нешто свое, а не како придобивка за целото општество. По повод Светскиот ден на семејството 15 мај, денеска на Филозофскиот факултет се одржа работилница под наслов "Сите семејства се еднакви". На денешната работилница децата од Француското интернационално училиште ЕФИС цртаат цртежи на тема "Еднакви семејства" под менторство на студентите од семејни студии. Изработените цртежи и стихови ќе бидат прикачани во библиотеката на Институтот за семејни студии при Филозофскиот факултет по повод меѓународниот ден на семејството. Вчера по овој повод во градскиот парк во Скопје беше одржан и хуманитарен базар "Хуманост за сите семејства", на кој се продаваа рачни изработки изработени од студентите на семејни студии, децата од Француското интернационално училиште ЕФИС, како и децата од училиштето за посебни потреби Иднина. Финансиските средства собрани од распродажбата ќе бидат донирани на училиштето Иднина. Јас сум доцент доктор Македонка Радуловиќ, раководител сум на Институтот за семејни студии при Филозофскиот факултет. Денеска го одбележуваме меѓународниот ден на семејството. Тука се дечињата од Француското интернационално училиште ЕФИС. Имаме работилница на тема "Еднакви семејства". Семејството е најважен предуслов, најважен извор за наша среќа и наше лично задоволство. И оттаму, ако ние сме среќни во нашето семејство, тоа значи дека ќе бидеме и функционални, ќе бидеме исполнети, ќе создаваме здрави деца, здрава иднина. И оттаму семејството е навистина многу важно, затоа препорачувам на сите млади дека семејството треба да биде нивна цел. Децата од Интернационалното училиште ЕФИС истакнаа дека семејството за нив представува среќа и поддршка, а од училиштето истакнаа дека семејството е важен аспект во образовниот процес на ова училиште. Со Институтот за семејни студии соработуваме во разни проекти и оваа година со особена чест го прифативме проектот "Хуманитарен базар". Децата од Француското интернационално училиште направија многу изработки и денеска со голема радост дојдоа да нацртаат и да зборуваат што значи семејство, бидејќи семејството во нашето училиште е еден голем битен аспект во образованието. Што представува за тебе семејство? Семејството значи дека треба да го сакаме, да се почитуваме. Па кога ќе сме дома да сме сите заедно. Па да сме заедно и кога сум со моето семејство сум среќна. И ако нешто ми е лошо и ако сум со моето семејство, знам дека ќе бидам добро. За мене семејството представува среќа и секогаш кога сум со моето семејство среќна сум и никогаш не сум тажна. И знам ако сум тажна ќе ме усреќат и никогаш не верувам дека ќе можам и да се налутам на некој од моето семејство.
Институтот за семејни студии континуирано спроведува истражувања за семејствата, браковите, разводите и резултатите покажуваат дека младите на бракот гледаат дека треба да се случи само доколку има љубов, без да се направи некој компромис. Бракот за младите представува нешто важно само за нив, а не за целото општество. Меѓутоа, се уште индивидуализмот е на врвот, односно сите се свртени само кон себе и своите желби, градење кариера и не се спремни сето тоа да го жртвуваат за брак. Главно нашите истражувања покажуваат дека младите се уште го гледаат семејството како цел која што ја посакуваат сами за себе, како своја иднина. Главно најголем дел од нив се гледаат во иднина во брак, меѓутоа не се спремни да се жртвуваат за бракот, односно не се спремни да жртвуваат својата кариера за да стапат во брак, не се спремни да имаат деца за сметка на кариерата повторно. Во брачната заедница единствено ја гледаат како начин за предбрачно стапување во брак. Не гледаат дека треба да се прави компромис во бракот, дека бракот бара големо вложување, дека бракот представува некаква форма на репродукција, нели, туку единствено сметаат дека да стапам во брак, доволно е да сум заљубен, да имам партнер и најважно е да бидам среќен во тој брак. Што значи дека повторно тој индивидуализам стапува на сцена. Бракот единствено се гледа како нешто што е важно за исполнување на самите нив како личности. Започнаа активности за изработка на нова стратегија за аудиовизуелната медиумска област за периодот 2018-2022 година. Целта на стратегијата е да се мапираат тековните состојби во кои што се наоѓа аудио и аудиовизуелната дејност, да се утврдат насоките за нивен развој во следните 5 години, како и конкретни активности за остварување на овие цели. Крајниот рок за стратегијата, според директорот Зоран Трајчевски, многу зависи од тоа кога ќе бидат одржани локалните избори. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги денеска почна активности за изработка на нова стратегија за аудиовизуелната медиумска област во периодот од 2018-2022 година. Директорот на агенцијата Зоран Трајчевски очекува да биде изработена амбициозна и квалитетна стратегија, која што ќе придонесе до 2022 година голем број од аспектите во областа на медиумите да бидат значително подобрени. Целта на стратегијата е да се мапираат тековните состојби во кои што се наоѓа аудио и аудиовизуелната дејност, да се утврдат насоките за нивен развој во следните 5 години, како и конкретни активности за остварување на овие цели. Се планира да биде резултат на широк консултацијски процес со сите чинители во дејноста за да ги опфати и адресира сите клучни прашања на засегнатите страни во медиумската дејност, рече Зоран Трајчевски на состанокот во агенцијата. Агенцијата веќе има воспоставена пракса за соработка со главните чинители во индустријата и субјектите кои подлежат на регулација. Таквата пракса очекуваме да продолжи и во стратегијата да се рефлектира со соодветни активности, преку кои што заеднички ќе допринесеме за постигнување на стратешките цели до 2022 година, во која очекуваме вашата активна вклученост со цел да добиеме квалитетна стратегија која ќе постави амбициозни, но остварливи цели и ќе придонесе во 2022 година голем број од аспектите во областа на медиумите да бидат битно подобрени. Агенцијата смета дека стратегијата треба да се насочи кон 6 области: професионална и уредувачка независност на медиумите, заштита и развој на медиумскиот плурализам, заштита на човековите права во медиумските содржини, регулаторна рамка за развој на медиумите, обезбедување услови за раст и развој на пазарот и конкуренција, како и развој на медиумската писменост. Кај регулаторната рамка, агенцијата цени дека е потребно да се утврдат потребите за измена на медиумската регулатива и насоки за евентуални измени, како и да се направи ревизија за изборно медиумско представување. Приоритетни според агенцијата ќе бидат областите што ќе се утврдат во заеднички консултативен процес со сите релевантни чинители. До крајот на мај може да се достават предлози преку веб страницата на агенцијата www.avmu.mk на банерот Стратегија 2018-2022, каде ќе се објавуваат сите важни документи за консултацијскиот процес. Откако ќе бидат утврдени предметот и опфатот на стратегијата, се планира да се формираат работни подгрупи, како и да се одржат јавни состаноци. Крајниот рок за стратегијата, според Трајчевски,
Многу зависи од тоа кога ќе бидат одржани локалните избори. Најрано, како што рече, би била готова до крајот на годинава, а најдоцна до крајот на првиот квартал до година, но се зависи од тоа кога ќе бидат одржани локалните избори. Мандатот на градоначалниците е продолжен до следните локални избори, кои првично се најавени за во октомври. Повеќе детали за ова подолу во вестите. А во продолжение, млади лица до 29 годишна возраст од денеска може да конкурираат на огласот за бесплатни обуки за претприемништво, што го објави Агенцијата за вработување. Секој кандидат треба да е на возраст до 29 години, да е регистриран во Агенцијата за вработување како активен барател на работа и да има завршено најмалку средно образование. Млади лица до 29 годишна возраст од денеска можат да конкурираат на огласот за бесплатни обуки за претприемништво, што го објави Агенцијата за вработување. Обуките ќе траат до 1 декември и со нив е предвидено да бидат опфатени 950 лица. Како што информира денеска на пресконференција директорот на агенцијата Владко Поповски, станува збор за проект поддржан од Европската унија со 300.000 евра. По обуките младите ќе може да изготват бизнис план и со него да конкурираат за останатите мерки за вработување што ги нуди државата. Обуките ќе се спроведуваат од страна на консултантски компании на ниво на цела Македонија, а ќе траат по 5 дена или вкупно 45 часа, но за да стартуваат неопходно е да се пријават најмалку 10 лица, истакна Поповски. Ги повикувам сите оние кои што имаат најмалку средно образование, се евидентирани во Агенцијата за вработување или ќе се евидентираат во наредниот период, да се пријават на оваа мерка, да ја добијат бесплатната обука и на крајот нормално, доколку се заинтересирани, да ги сфинансираме со некои од нашите мерки или пак истиот тој бизнис план на крајот што ќе го добијат, да го употребат во која било комерцијална банка за реализација на својата бизнис идеја. Обуката трае 5 дена и потоа ќе биде изработен бизнис планот. Значи вкупно околу 45 часа вредност на ангажман на експерт кој што ќе им помогне на сите млади лица да изработат на крајот успешен бизнис план. Оваа мерка, објасни директорот, порано беше во рамки на самовработувањето со грант, но сега се спроведува посебно со цел конкретна едукација и поголем поттик за претприемништвото. Во првиот оглас за грант објавен во март годинава, од пријавените 1250, 440 биле лица до 29 години. До сега 40 до 45% од грантовите се доделени на млади лица, што покажува голема заинтересираност, подвлече директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски. На координацијата во Собранието предложено е локалните избори да бидат во октомври, а со цел нормално функционирање на локалната самоуправа донесена е одлука да се продолжи мандатот на градоначалниците. Парламентарните партии кои денеска беа на координација во Македонското собрание се договориле дека исклучителен приоритет за Република Македонија е постигнување договор за донесување предлог закон за изменување и дополнување на изборниот законник, со кој одржувањето на локалните избори ќе биде предвидено за првата половина во октомври, а мандатот на сегашните градоначалници и советници ќе биде продолжен до изборот на новите членови на советите и градоначалниците, соопшти Собранието на Република Македонија. На координацијата присуствуваа представници на СДСМ и коалицијата ДУИ, БЕСА, Алијанса за албанците и ДПА, а ВМРО ДПМНЕ, како што и претходно најави, немаше представник на состанокот, затоа што не го признаваат изборот на Џафери за претседател на Законодавниот дом. Во соопштението се додава дека Џафери и представниците на политичките партии се согласиле оти политичкиот диалог мора да продолжи во Собранието на Република Македонија и дека сите политички субјекти треба да бидат одговорни пред граѓаните и да придонесат за продолжување на демократските процеси во Република Македонија. Во наредните 90 дена општина Ѓурче Петров интензивно ќе работи на комплетната реконструкција на културниот дом во село Кучково. Обновата на културниот дом во Кучково ќе овозможи организирање на културни настани и во ова село, кое се наоѓа на само 10 километри од центарот на Ѓурче Петров или 15 километри од центарот на градот Скопје.
Започна комплетната реконструкција на културниот дом во село Кучково, општина Ѓорче Петров. Обновата на домот ќе опфати поставување на армирани бетонски платна во подрумскиот дел. Изработени се нови носечки столбови, а деновиве ќе започнат работите на новата кровна конструкција. Се планира на целосната обнова да се работи наредниве 90 дена. Ќе бидат изградени канцеларија за местната заедница, сала за одржување на културни настани и средби на граѓаните и ќе се изградат нови санитарни чворови. Ќе бидат поставени нови певеце прозори и врати со енергетско ефикасна фасада, информира општина Ѓорче Петров. Овој културен дом, кој е лоциран на сред село во Кучково, е изграден во далечната 1969 година од страна на мештаните. Со миграцијата на населението во населбата Ѓорче Петров, домот се поретко се користеше. Но годиниве наназад многумина кучковци, но и други граѓани изградија викенд куќи, а неретки се и реконструкции на старите куќи изградени од камен и плитар. Со тоа се зголеми и потребата за реконструкција на овој дом, кој во 2005 година претрпе големи штети од пожар, предизвикан од неисправна електрична инсталација. Обновата на културниот дом во Кучково ќе овозможи организирање на културни настани и во ова село, кое се наоѓа на само 10 километри од центарот на Ѓорче Петров или 15 километри од центарот на Скопје, а до него води асфалтиран пат. Кучково во последно време стана се поинтересна дестинација за скопјани, додаваат од општината. Од ноќеска на полнок поевтинуваат горивата. Деталите следуваат подоцна во вестите. По 8 пат во Скопје ќе се одржи интернационалниот фестивал за класична гитара Тремоло. На 21 мај ќе се одржи настап на победниците на надпреварот во концерт. Се одржи зала на ДКЦ Карпош во 18 часот. Влезот е бесплатен. Од 19 до 21 мај 2017 година, Детскиот културен центар Карпош и град Скопје го организираат интернационалниот фестивал за класична гитара Тремоло. По 8 пат во Скопје и Македонија ќе се одржи и интернационален надпревар за класична гитара во сите ученички, средношколски и студентски категории, како и мастер часови. Членови на жирито се светски прочуените гитаристи Владко Стефановски, Тони Китановски, Мартин Крајчо, Дејан Лазаревски, Миле Ѓорѓевски, Немања Клинчаров и Бојан Гажовски, кои ќе одржат и мастер часови. За победниците се предвидени вредни награди. Исто така на задоволство на скопската публика ќе се одржат 2 концерта во културно-информативниот центар Салон 1919 на 19 и 20 мај во 19 часот. На 21 мај ќе се одржи настап на победниците на надпреварот во концертната сала на ДКЦ Карпош во 18 часот. Влезот е бесплатен. Ученикот Блаже Суклевски од 8 деление од основното училиште Тихомир Милушевски од општина Ѓорче Петров усвои прва награда на државниот надпревар по математика. Следното надпреварување на кое ќе учествува младиот математичар ќе биде на јуниорската македонска математичка олимпијада. Осмоделенецот Блаже Суклевски од основното училиште Тихомир Милушевски од општина Ѓорче Петров под менторство на наставничката Анкица Спасова освоија прва награда на државниот надпревар по математика кој се одржа на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид. Ова беше нов предизвик за осмоделенецот Блаже Суклевски, кој покажа убедливо најдобри резултати пред неговите врсници. Овој млад математичар и досега се закитувал со медали од општински, регионални и државни надпревари. Со титулата најдобар математичар само ја докажа својата супериорност во познавање на оваа природна наука. Следното надпреварување на кое ќе учествува Блаже ќе биде на јуниорската македонска математичка олимпијада, информираат од општина Ѓорче Петров. Регулаторната комисија за енергетика донесе одлука од ноќеска на полноќ да ги намали цените на бензините и дизел горивата. Ке детали во прилогот што следува. Бензините од ноќеска на полноќ поевтинуваат за 3 денари, а цената на дизел горивата се намалува за 2 денара по литар, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика. Со одлуката се врши намалување на рафинериските и на малопродажните цени на нафтините деривати за 6,71, односно 4,38%. Новата цена на Евросупер БС 95 ке изнесува 63, а на Евросупер БС 98 65 денари за литар.
Евродизелот ќе се продава за 49, а екстралисното масло за домакинство за 37,5 денари за литар. Како причина за намалувањето на малопродажните цени на нафтените деривати, од Регулаторната комисија за енергетика ги посочуваат за 5,45% пониската просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена и за 2,2% понискиот курс на доларот во однос на динарот. Од денеска во попладневните часови до четврток предпладне се очекува нашето подрачје да биде под влијание на влажни и нестабилни воздушни бранови, соопшти управата за хидрометеоролошки работи. Температурата утре ќе се движи од 13 до 26 степени. Во среда утринската температура ќе биде од 7 до 13 степени, а дневната од 17 до 23 степени. Утринската температура во четврток ќе се движи од 5 до 11 степени, а дневната од 20 до 26 степени. Повеќе детали околу временската прогноза во продолжение од Матамамита. И уште една објава пред самиот крај. Регионалниот центар за управување со кризи информира дека утре во период од 8:30 до 11 часот и 30 минути без струја ќе бидат корисниците од булеварот Трета македонска бригада, под улица број 3 во општина Аеродром. Во периодот од 9 до 12 часот без струја ќе бидат корисниците од улицата Фрањо Клус, број 1, 3, 5, 7 и 9, како и стамбените објекти во нивна близина во општина Аеродром. Во периодот од 9 до 14 часот и 30 минути без струја ќе бидат дел од корисниците од улицата 33 во населба Волково, во општина Ѓорче Петров. И во периодот од 12 до 14 часот без струја ќе бидат корисниците од улицата Мегленска, од броевите 18 до 40 во општина Киселавода. Со оваа информација го завршуваме и ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам што бевте со нас, останете понатаму со програмата на Матама телевизија. Следни се спортските вести. Од мене довидување.